Поранешниот директор на затворот во Шутка Филип Андов, кој е обвинет за злоупотреба на службената положба, на стартот на судењето негираше вина. Обвинителството го товари дека иако немал законско право, неколкумина затвореници со негов потпис добивале дозвола да одат во своите домови придружувани од затворски полицајци. Според обвинителството, спровод на затвореници бил дозволен само до суд, болница или друга државна институција. Во воведниот говор, обвинителството го кажа своето дека тие требале да бидат доставени до одредени институции, односно наредбите требале да гласат само за спровод до надлежни институции каде што би можеле истите да бидат однесени. Не може во домашни услови да се носат затвореници. Обвинетиот Андов пак вели работел законски. Смета дека обвинителството ги измешало процедурите за спровод на затвореници. Обвинителство мисли за притворски и тој протокол е за притворски спроводи. Единствен затвор Скопје е само одлучен за затворениците во затвор Скопје како извршен орган, каде што до него нормално доваѓаат потреби за каде да се носат затвореници и каде да се прават тие спроводи. Тоа не е погодност, тоа е молба што се извршени овие спроводи и тоа е моје дискреционо право кое сум го користел со право на закон. Освен Андов, на обвинителна клупа седат уште 6 затворски полицајци. Одговараат дека на 5 затвореници им овозможиле незаконски спровод до нивните домови. Зоран Јаневски, Сител телевизија.